Тренов не е тук, губи правото на збор. Има збор господица Томич Тања, повелете. Благодарам, почитувана подпредседателке. Почитувани граѓани, денешнава седница ме подсети на една песна од Цеца Маскарада. Оние кои што слушаат турбофолк музика знаат дека рефренот на оваа песна оди добродошли другови на ову нашу малу маскараду. Денешнава седница личи малтене на тоа. Наместо владачкото мнозинство и председателот на собранието да направи услови за ваков сериозен закон да дискутираме на редовна седница, а не на ваква закажана спротивно на деловникот во петок, денеска сме сведоци дека се обидува ваков закон кој што ги засега сите невработени во Република Македонија малтене да го протрчаме. И уште кога сватија дека опозицијата е подготвена да се бори со сите сили и да ги користи сите можни средства, ова законско решение колку што може подолго да остане неизгласано, почнаа да ни држат лекции за тоа како се трошеле народните пари. И тоа првиот човек на собранието, кој што во првата следна прилика успеа да ја напушти салата и да не ја води седницата. Но толку за начинот на кој што се одвива денешната седница. Ќе говорам малку за гумава за бришење која што се става во рацете на Агенцијата за вработување под изговор Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Токму тоа го представува овој закон. Единствено гума за бришење во рацете на Агенцијата за вработување, со која што ќе се избрише колку што е можно поголем број на невработени од списокот на невработени. Зошто тоа се прави, ќе се запрашате? Затоа што реалната состојба со невработените во Република Македонија е катастрофална. И покрај тоа што владата избриша 50.000 невработени по разни основи, бројот на невработени континуирано расте. Државниот завод за статистика објави дека невработеноста во првиот квартал од годинава се зголемила за 0,4% во однос на истиот период минатата година и достигнала 36,1%. Останува фактот дека сите оние запишани средношколци на факултетите во 2008 година, кога почна проектот со дисперзираните студии, за кои што владата енормно се фалеше дека знаењето е сила, знаењето е моќ, веќе стигнуваат пред вратите на Агенцијата за вработување. Во текот на оваа година ќе стигнат и оние кои што се запишаа во 2009 година. Значи, од прилика околу 19.000 бруцоши во 2008 година или 85% од средношколците се запиша на некој факултет. И тие сега со диплома во рацете ќе стигнат пред вратата на Агенцијата за вработување. И погодете што? Ќе нема работни места за нив. Бидејќи реално економската состојба е се потешка и потешка. Индустриското производство опаѓа. Вработување во реалниот сектор, во приватните компании, се повеќе и повеќе нема. Се обидува владата тоа што може да го компензира пикајќи луѓе во јавната администрација, ама и тоа ќе заврши. И мора да си најде алатка преку која што сите овие луѓе ќе успее да ги избрише. И токму тоа го прави со оваа измена на Законот за вработување. Последната анализа на Сдруженијето Реактор кажува дека оваа состојба е посебно алармантна меѓу младите во Република Македонија. Или на возраст од 15 до 29 години има речиси половина милион жители на Република Македонија. Од нив на пазарот на трудот не учествуваат половина или само 49% учествуваат на пазарот на трудот, а останатите се или во процес на образование се уште, нели поради фамозните 80, 90 и повеќе проценти на запишување на средношколци на факултетите. Од тие половина само 54% се вработени. Или со други зборови само 1/4 од младите на Република Македонија кои што се работоспособни имаат работни места.
Останатите ќе треба да бидат запишани во Агенцијата за вработување на листата на невработени. Заради тоа владата предлага едно вакво законско решение кое што ќе овозможи колку што може повеќе да ги измалтретира невработените, наместо да се бори со невработеноста, и да најде X причини да ги избрише од листата на невработени. Предложениот член 3А вели дека индивидуалниот план за вработување, кој што ќе го потпишат агенцијата и невработеното лице во рок од 30 дена од денот на регистрирање, ќе има важност 6 месеци од денот на потпишување. И потоа ќе треба да се обнови. Значи, невработените ќе треба на секои 6 месеци да одат во агенцијата за вработување и да даваат нови информации, или ако нема измена на информациите, да кажат дека нема измена на информациите и на тој начин да направат дополнителен трошок. И тоа, пазете, говориме за луѓе кои што секако немаат никаков приход. На невработеното лице предвидува член 56 може да му се понуди соодветно погодно и друго вработување. И лицата кои што користат социјална парична помош и членовите на нивните семејства покрај обврските од став 1 и 2 од овој член имаат обврска да прифатат ангажирање на јавна работа или работа од јавен интерес. Значи, замислете, некои од овие кои што се запишале на дисперзираните студии, завршиле факултет, поради фактот што и двајцата се невработени, ќе примаат социјална помош, социјална парична помош, и доколку им се понуди ангажирање на јавна работа или работа од јавен интерес и тие одбијат, ќе бидат избришани од евиденцијата на невработени лица. Зошто? Само затоа што не сакаат да си го понижат тоа што го инвестирале во своето образование, и тоа онака како што владата им кажуваше дека треба да направат. Дополнителен абсурд е членот 57. Значи, како соодветно вработување се смета вработување на работно место што е оддалечено најмногу 2 часа возење со јавен превоз или превоз организиран од работодавачот. Навистина не ми е јасно каква мерка за оддалеченост е 2 часа. 2 часа може да биде возење од Скопје до Гевгелија, ама 2 часа може да биде и возење од Ѓорче Петров до Драчево кога сте во Шпицот. Мерка за оддалеченост од 2 часа е навистина нешто што прв пат го слушам. Членот 59А пак предвидува еден куп мерки преку кои што невработеното лице ќе се избрише од евиденцијата. Првиот став вели невработеното лице е должно лично да се јавува во агенцијата на секои 30 дена и да докаже дека активно барало работа во последниот месец. Навистина не ми е јасно зошто некој што е невработен треба да го оптовариме дополнително. Еве да речеме, ако живее во Ѓорче или во Драчево, со 70 и 70 денари во двата правци, со 140 денари за автобуски превоз секој месец, само за да отиде лично во агенцијата за вработување и да докаже дека активно барало работа. И она што дополнително не го разбирам е како ќе докаже дека активно барало работа. Ќе бараат потврда од секој работодавач кај што ќе отидат на интервју за работа дека биле на интервјуто и дека на таков начин во месецот се потрудиле да најдат работа. И што со оние кои што нема ни да стигнат до интервју? Упорно праќале биографии на огласи, меѓутоа за жал не успеваат да стигнат и до закажано интервју. На кој начин тие ќе докажат дека активно барале работа? Ќе ги чуваат копиите од меловите кои што ги праќале на работодавачот или од потврдата од пошта дека пратиле пратка? Навистина има многу абсурди во ова законско решение кој што ги оптоварува оние кои што се најранливи во нашата држава. Нема да биде товар ни на работодавачите, нема да биде товар ни на вработените. Напротив, оние кои што се трудат да најдат начин да дојдат до парче леп, тие се оние кои што дополнително ќе ги оптовариме. И понатаму членот 59А предвидува дека
невработеното лице кој нема да исполни обврската од став 1, односно нема да отиде лично во агенција за вработување, ќе се избрише. Невработеното лице кое што ќе биде упатено кај работодавач заради вработување и одбие да се вработи без оглед кои се условите што работодавачот му ги нуди, повторно ќе биде избришено од евиденцијата на невработени. Благодарам. Заради тоа сметам дека вакво законско решение треба да се повлече или во најмала рака колегите пратеници од владачкото мнозинство да имаат доблест да не го изгласаат. Благодарам.